Јас имам потекло од Галичник, невестата има потекло од Охрид. Меѓутоа, веќе 5 години се знаеме долго и цело време изборувам за Галичник и така се случи оваа година да одлучиме да аплицираме на повикот кој што ги имаше од местната заедница и со голема желба и некоја љубов и почит кон нашите предци да учествуваме на свадбата заедно со нашите семејства, да се венчаме токму во Галичник и со сите оние обичаи кои што следуваат во програмата на Галичка свадба. Добар ден и од мене, јас сум Елисавета. Во Галичник започна нашата љубов со Оливер, така што многу ми е драго што и таму ќе ја овековечиме. Многу сме и двајцата среќни, тука сме еден за друг да се поддржиме, исто така местната заедница, голема благодарност до нив за сета поддршка низ периодов и секако за нашите најблиски кои што исто се радуваат со нас во овој процес. Јас сум Ана Сариевска, веќе неколку годишен режисер на оваа манифестација Галичка свадба. Пред се сум задолжена, односно одговорна за ординација, координација и изведба на обредниот дел од свадбата, односно двата свадбени дена, сабота и недела. Овда денес ви се обреќам не само како режисер, пред се како некој што потекнува од Галичник и што има долгогодишно искуство во учеството и организација на самата свадба. Веќе 20 и кусур години сум учесник во свадбата, 10 години сум вклучена директно во низина организација и круна на сето ова учество сум исто така невеста на Галичка свадба 2014 година, када со мојот сопруг се венчавме на Петровдан со сите овие свадбени обичаи. И сега, сакам да ви кажам дека особено сум среќна што го славиме, што го чествуваме овој јубилеј, зашто и самата јас потекнувам од семејство кое што е дел од основоположниците на оние што почнаа да организираат Галичката свадба. Ја имав таа среќа, многу сум среќна што учевме од нив, мојата генерација учеше од нив, тоа беа едни луѓе, една генерација која што беа растени во Галичник, кои што беа родени таму се земаа, таму свиваа гнезда. И плашејќи се да наутида Галичник во заборав и целата историја, традиција и култура, почна да организираат оваа манифестација. Значи, ние учевме од нив, го оставија тоа во аманет и наша одговорност е истото да го продолжиме. Во поглед на организацијата на свадбата можам да кажам дека и во денешно модерно време и во текот на годините таа се соочува со многу предизвици кои што успешно веќе со децении ги надминува. Имаме обврска баш овие 3 дена кога се случува свадбата да искоординираме околу 250 луѓе кои што се техничка поддршка на свадбата, кои што се учесници, нашите зети невеста, нивните фамилии, пријатели и останатите статисти и учесници во свадбата. Значи, работиме, самата свадба е жива работа, односно е представа под отворено небо, во неконтролирани услови и тоа го прави уште потешко самото низино одвивање. Но, како што кажав, успешно се соочуваме со сите овие предизвици и ги надминуваме секоја година. 60 години традиција, 60 години радост за враќање дома во родниот крај, 60 години Галичка свадба, историски мост меѓу нашето минато и сегашност. Мост меѓу живата традиција и современост. Галичка свадба е повеќе од еден обичен настан. Таа представува вистинско патување низ времето, магичен момент кога се спојуваат генерациите и се пренесуваат обичаите кои ги чуваме со голема почит.